ке преболиш, ке преболам, за љубов не молам и не оди баш се по план, за љубов не молам. Солзи болни така е се што знаевме. Ако некој праша, ништо не си значевме. Среќен пат, ке бидам среќен ако знам дека ќе најдеш дом во некој град, наградите на некој непознат. Среќен пат, ке бидам среќен ако знам дека ќе најдеш дом во некој град, наградите на некој непознат. Среќен сиви зими, сиви лета, лани се твоите постени, во ни веќе не ни цветат сето диви костени. Сиви зими, сиви лета, лани се твоите постени, во ни веќе не ни цветат сето диви костени. Среќен пат, ке бидам среќен ако знам дека ќе најдеш дом во некој град, наградите на некој непознат. Среќен пат, ке бидам среќен ако знам дека ќе најдеш дом во некој град, наградите на некој непознат. Среќен пат. Шува, човече. Замераци. Море, шува испадна. Браво, да ти кажам искрено, ја немав чуено песна да дурне ми рече ова сакам да испеам. Ама се исплатеш, а? Се исплатеше. Многу го песниче, поздрав до Владче. Се надевам дека еден ден и со тебе ќе се погодиме со време. Ајде, моја нога чим згазна? Никако се погодиме. Времиња го правиме муавето дека треба си попееме, ама Треба, баш е човекот онака. Треба да седни тука. за мерак, абе, нема, тоа е фамилиарни луѓе, го разбирам сега. Знам како му е. Вики, човече, како досега немаме снимена, аз не знам. Не, јас треба да те прашам. Да звонат луѓе, да звонат менаџери, новинари. Абе, има едно девојче, чекај бе малце, го знам чупето. Абе, не знам оти сака баш кај те, не знам оти се чудат луѓето. Не знам ако убав си. Не знам оти баш кај тебе сака. Па пошто е музичка емисија, нема музички емисии. текнува. Нормално дека Кој ќе сака. разбира. Ќабе ќе се објаснуваме, јас мислам дека доволно ќе покажеме денеска. Си почна со тиктоци, со чуда, со овде, со онде, па сега гледам, видов слика и со МС Стојан. Да, дует снимивме веќе одамна. Снимивте? Да, излезе Емирати. Јас ично сум Не си дел од тие 8 милиони што го вида. Извини, мислам, стварно, наискрено не... Луѓето грешно ме сваќат кои речам дека не сум во тек. Абе, стварно не сум, треба да сум поке, јас самиот си велам, знаеш, ама тоа е, не стига време. И немам појми кои ми речат некоја песна нова и еве се одвозано песната, например, така, преува песна, ама не се поводило време да ја чујам. Нема врска. Гледав дека имаш и со други некои луѓе со работки негде на кај српскиот пазар почна фаќаш. Како влезе таму? Тоа ме интересира, приказната која е со тој пазар. Абе, како ти кажам, не знам, јас некако сум една од тие што ја рипна некако на почетокот нашата сцена, па после тоа се вратија тука, а генерално прво почнав таму, ето остварив соработки со МС Стојан, имам сега во албумов што следи за многу кратко, уствари првата песна веќе излезе Идеали. За гости во албумот повеќето ми се српски артисти
И не знам, некако ете, први покажаа респект, први подадоа поддршка, можам да кажам, кога јас се појавив уствари на социјалните мрежи, TikTok, како што викаш, веќе 150.000 фоловери, таа е голема маса на луѓе што очекуваат цело време нешто ново од мене. И не знам, еве, Србија, тоа е, ги почитувам и нивниот јазик и нивната музика, ама еве полека се враќам и тука и почнав и кај нас малку повеќе да се. Ако е супер. Абе види, музиката не треба да има граници. Јас не знам оти луѓето кај нас. Нема политика. Се фаќаат одма српски ово, нема врска брат, ти музика правиш. Ко можела носа да биде хит 100 години тука, никој не знае бразилски, појма немаме за шопе човеко, значи нема везе. Како дојде уствари, мислам, се случија соработките преку TikTokот, преку тоа што го направи на TikTok, па браво. Да, прво бев многу против, зошто да се појавувам, не сакав да се снимам. Нешто како ти на почетокот. Не кев да се снимам и сакав, знаеш, јас имав некако главата, да, ќе се бавам со музика. Музика цело време, песни ќе вадам, ама нема да има спотови или ќе ми глумат некои други во спотови. Се до моментот дека не го отворив TikTokот, си викам, уствари што се кријам, еве ме прифатија луѓето, гледаш, врти сучи, таа сум, која сум, ако ме сакате арно, ако не јас ве сакам. Па тоа е таа новата ера уствари, знаеш, порано луѓето се замараа многу со изгледи, со чуда, со не знам што. И знаеш, од кој излезе, јас на пример, еве лично јас ја осеќам разликата, дури бев Виктор пеачот само. Бе Виктор пеачот и сите те гледат вака, ти никој не те познава, знаеш, до кај што ќе се појавев, одма глај се кревеа, демек сега, оти тие мислат дека ти си кренат и тие се местат на некоја таква позиција, не знам, чудна енергија некоја. Отко почнав со видеата со TikTok, отко видеа каков сум природно, сега веќе е скроз поинаку, знаеш. И те прифаќат луѓето таков каков што си, колку поприродно е нештото денешно време, толку поубаво е. Кажи ми сега, пошто јас кажав преге дека многу покрај песните почнав и тиктоци дури да не гледам. Ептен некојаш пред спиење ако не сум отепан, ама обично сум отепан. Кажи ми, на тикток си тераш лајвчиња или си снимаш, си правиш? Снимав порано лајвови и знаеш онака кај мене контентот не можеш да го пронајдеш во некои други жанрови, стилови, на пример, не знам да снимам скечеви, влогови, уште не сум почнала, ама планирам. Се е музика, така да и лајвовите на почетокот кога ги снимав генерално беа песни по нарачка, ова, она, нешто да се мене да ми ја пресува, па и на другите, ама и сакам да ме знаат по музиката и да се држам во тој правец. Ако бе супер, баш ето супер, не мораш, сите се залетват по тиктоци, обично ќе видат некој прави нешто и са сите ова ќе го прави. Да. А уствари убаво е што правиш нешто различно, пошто така и треба да биде, треба да си имаш некоја... Не вреди по секоја цена сега да се менјам себе си, да го правам тоа што го прават сите за некој си прегледи или некој пари. Сега значи албумот се спрема. Па можам да кажам дека е веќе стварно голем дел и спремен, остануваат уште некои 2-3 песни што ги размислуваме дали да бидат дел од албумот или да поднапишам некоја нова дека има време. Види вака, тоа е процес што може да види 2 недели, може 2 години да види. Тоа е проблем, јас викам, зашто цело време најдам некоја, викам ова е совршено, ова е најдобра, следниот ден нешто ново. Не, ова е болја и тука настанува проблем, сега слушаме цело време. Ама поголемиот дел се веќе одбрани и не ги менјам. Рече дека можеш да напишеш, ги пишеш ти песните? Се, апсолутно се. Да, и музиче, такви работи, комплет. Па дури си ги снимам демоата најчесто и сама некогаш, така да префрлам она вистинската работа, крајниот резултат некој друг да го заврши за сега, дури не почнам и со тоа да се баратам. Немој ти мене, многу длабока јама е таа, ако влезеш во продукцијата, тоа е вака ко мене, в студио ќе видиш. Мислам, мене ми е супер, мене ми одговарало, ама ако заглавиш в студио, тоа е заглавување за стално. Од тука натаму до стари години ќе си седиш вака. А полесно ми е вака да дојдам, да отпеам и звони кога ќе биде. Покрај пишењето песни, музики и такви работи. Дали уживаш во настапите? Дали имаш настапи периодов, ме интересира? Да, почнав јас со настапи уште 16 години, ама тоа штерав свадби, некои кафани и такви работи. И после сега Викторија чека малце. Реално, ајде да речеме и школото и тоа како влија, знаеш, сега си потрошил години, ние си знаеме како е кога идеш, нели, нижо, средно, факултет. Си викаш, дали е вредно сега јас ова што го поседувам, а свесен си што поседуваш, да го трошам овде по масиве. Свеќаш, не е ништо за понижување, се е за пред луѓе. 16 години животот ми го кој ти го зеде 16 години. Да. Ај се викам. Ама знаеш, баш прескоро бев гостував во една емисија и истото го реков, знаеш, кога можеш да замислиш нешто, многу е полесно да го оствариш. Лошо е кога не можеш да го замислиш. И јас си го замислив, си викам сега колку треба, нека треба, тие ми се годините, ќе жртвувам
нека иде, ама знам дека можам нешто многу повеќе од тоа, иако и тоа каква една добра лекција во мојот живот што сум ја поминала е пред се искуство, така се почнува, Така знаеш. така Си го сакам почетокот. Види, битни се тие лекциите. Да, а уживам инаку Те да. градат како човек. А кажи ми колку години имаш сега? 21. Ти имаш време. Биль. Време. То јас имам време на 35 години, Така. ти на 21 седиш од. А годините само бројка. Браво. Така е. Дедо ми до 102 тераши си свиркаше секој ден по дома, така што имаме време, не е страшно. Иш да не се брзате. Да, кажи ми што сакаш да испееме сега, пошто за пеење сме претежно дојдени. Да? Шал. Да, види, те гледам дека и ти си по муавет око мене, ако се зазбораме, ќе заглавиме Да. ептен со муавет. И што сакаш да направиш? Лабаво стрим ќе биде. Лабаво скроз. Ајде Емисијата 3 дена. од Тошета Морска звезда. Морска звезда? Од кај рековме Морска звезда? Амал. Сааш и да почнеме директ или Така, сааш нешто директ. свирам? Абе директ, ти чим свадби имаш свирено, немаш гајле. Како амал. Амал. Одам по патот што го сонив, лево љубов, а десно музика. Нема да кажам колку боли, и чија во џебот чувам слика. Сакам да знаеш дека лажа, дека веќе сум станал горделив. Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради вели. Се конам во песните мои, те сакам ко првиот ден. А лето ко лето се брои, што есента расипе се. 2, 3, еј, морска звездо, каде си сега? Дури ветрот игра со лисја, зошто писма ти не ми пишуваш? Морска звездо, дали ме памтиш, дали солза образ ти гаси кога име ќе ми споменаш? Морска звездо, каде си сега? Дури ветрот игра со лисја, зошто писма ти не ми пишуваш? Морска звездо, дали ме памтиш, дали солза образ ти гаси кога име ќе ми споменаш? Ќе тераме понатаму или не? Доста е тоа. Доста е? Доста е. Остави простор за другите, а? Убаво, па да ти кажам право, Се заигра ти, а? да, види, Гледам, ако- има некои песничина вака, ова пример, ја заборавам на свирки да испеам, ти пеам баги од Тоша обично, и некојаш вака кога ќе ми дојде некоја песна и кога се засвирам со гитарата и Да. заминвам скроз, исклучвам. Е па тоа е уствари кога ќе уживаш во процесот. Тоа ми е омилениот дел од свирки, од праење песни, од чуда ми е кога ќе влезам во нештото и кога ќе загубам поим за простор и време. Ти си има случајно да бидиш на свирка, пример, или на сесија студио и да се забораеш малце со пишење, со снимање, со нешто. Абе, не знам, на сите се случува сега, што Се знам. случва, да. Се случува, да. Не, муавето ми е, например, си свирела свадби, Да. свириш и свирки и така натаму. Ти си има случајно негде да си влезиш во некој твој свет насред пеење. Да, и као не знаеш што се дешава, да си откачиш онака Мисли има. по твое. Мисли има. Обично- Знаеш, онака и со песни, генерално, јас не дека имам проблем сега со стилови, со слични работи, стварно познавам доста стилови и гледам повеќе се фокусирам на она што мене најмногу ми лежи по моје мислење. Ама има некои места и сега во моментот тебе ти дошло тоа и ја тоа ќе си го терам тој репертоар ако народов е доен за друго, ама така си случувам и ја некојаш, да. Да, Се навикнува народ. Јас многу често да ти кажам така се Така? случува. Ќе си го свирам тоа што ќе ми дојде на моментот, па што сака нека е. Мене така ми се има десено на еден 18-ти роден ден, само ќе се пронајдат тука. Тоа е. Нема врска, што. Си исклучив скроз, ми вика доаѓа келнерот, вика роден ден, знаеш, дајте за роден ден и они сега веќе изнале тортата, а не ни гледам дека тортата иде, уствари ја гледам, ама тука беше блокот. Откад сам се родио, среќе нисам имал. По. А знаеш, пак некако ритмична ја барам, ако ништо друго ја Да. барам, ритмика се извади, в текстот нема врска. Скроз, влегаш роден ден. Тоа е, види, музиката е, ако Чудо. ништо друго, закон не те фаќа, што сакаш можеш да направиш. Значи сега, пошто рече дека познаваш многу стилови, дали албумот
има поке стилој на песни, ме интересира, или имаш земено некој стил и се држиш до него? Премногу е шарен. Знаеш, дури јас сум онака фасцинирана од сама себе, и намерно ги бирав и гостите што ми се во албумот да се тотално сите различни од мене и тотално сите различни од меѓу нив, онака, знаеш, да не е никој со никој сличен, ниво тоа што го работи, ниво тоа како звучи. Така да, не знам, еве ти реков, си давам простор овие години да ги искористам на пробување, барем сега додека сум вака 21-22. Треба И памет. сакам за сите да има по нешто. Онака баш за сите. Мислам, кога тогаш ќе си оформиш своја публика што и да извадиш ќе биде тука до тебе и за тебе. Ама сега сакам онака баш за сите да направам по нешто, така да албумот е дефинитивно многу шарен. Убаво правиш, да ти кажем искрено. Ти веќе имаш публика со TikTokот и сега, мислам, убава ти е идејата да направиш поке работа, да видиш кај фаќа најмногу. Да. Јадицата кај ќе залепи најмногу, за да знаеш после кај да си продолжиш, во кој правец да се движиш. Интересно, убаво размислуваш. Ме интересира. Ми помагаат. Така? Да размислувам. Ти малце со помош си. Не е за џабе сегде во светот, луѓето имат тимови кои ќе прават кариера. Освен ако си некој ко мене вака што неки многу да му кажуват приказни, ама јас па кај мене е друга приказната. Јас никогаш не ќе, мислам, идолот ми се случи многу наеднаш, се бидна на брзина. Не беше тој начинот на кој не ни сакав, не се ни пријавив јас уствари. Ама од кој ми кажа дека сум пријавен, ајде реков ќе одам и така некако бидна се на брзина. И ме запозна народот, ама не беше на начин на кој јас што сакав да бидам запознаен. И сега после тоа затоа почнав побавно малце си ги онаквам работите за да го правам тоа што сакам јас да го правам, Ти пак за себе, да. Да не морам да одговарам на други луѓе. Ама ако сакаш да правиш кариера во шоу бизнис и така натаму, тоа мора да имаш тим зад себе, пошто сите така прат. Не можеш сам, тешко се успева. Што е следно сега после идеали? Па значи не можам да кажам. Добро. Штета, ама... Не кажувај. Ама ќе видите во тек, пратете ме. Ќе се случи еден многу битен настан во мојот живот и за мојата кариера, пред се за мојот почеток моментално. И сум многу среќна за тоа и токму на тој настан уствари ќе биде презентирана и објавена мојата втора соло песна која што е балада и се вика Душо грешница. Каква премиера, наслов. Срце годи уште наслов. Душо грешница. Туѓа си без кредит. Не се шалам. Баш ме интересира што ќе излези од ова. Ќе ми пуштиш? Ова е sneak peek ќе имам. Супер. Гледам дека ти е ептен мерак, те гледам дека си среќна со тоа што следи, тоа многу ме бендисва, пошто едва чекам, да. Убаво кога ќе знаеш што сакаш и кога имаш тим што работи со тебе. Имаме многу артисти за жал што знаеш прат песни што ќе му ги дат и не се баш среќни со песните, ама знаеш ова ми го дадоја и се што да правиме. Тоа не ме бендисвича. Кога ќе си сакаш работата и кога ќе го правиш тоа што и кој си задоволен со продуктот, тоа е уствари правиот пат на кој треба да одиш. Да, така. Супер. Дај да мани нешто свириме, бе. Не ми се збора многу, ми се пее некако денес. Ти се пее? Што сакаш да испееме? Ајде, ја волим од Јаков. Јаков, што исто така немав појма кој е. Дур не дојде концерт направи и сега ќе ме судат луѓе во коментари, сигурно, ама нема врска. Ама кој те праша? Да, бе, ама кој те праша на крајот? Не, стварно немав појма. Излезе брато, гледам сите на концерт на некој Јаков, реков, кој е ој жената, како бе не го знаеш Јаков, та TikTok, но и ми пушта песничето, стварно супер, знаеш. Да, бе, певлива, стварно и дечко е онака, знаеш, тука негде сме и генерацијски, мислам дека сме баш и генерација. И ми се свига што конечно некој врти сучи, сега да не осудуваме дали пее туги или своји песни, сите пееме некогаш туги песни, ама е пак се осврна скроз кон пеењето, покажа што е музика, не е некој да шири неморални вредности, да квари музиката, знаеш, со 4 акорди, што го збориме. Така да, моја поддршка дефинитивно и затоа и сакам да го испочитуваме со песнава, баш и онака певлива, сите ја сакаат, верувам. Ова ќе оди и гледам и на TikTok негде, ама ќе видиме, зависи како ќе испирам. Да. Cijelog sebe dam, a ti ni to me pogledaš. Mada dobro znam, taj te pogled osvaja. A
Иако ја увек мало претjerам, мада добро знам која ти е намера, а пошалjem ti poruku pred mrak i javiš mi se tek kad svane dan. A šta sam znao ja, to nije bio plan, da bit ćeš moja sva. Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim kad si sa mnom predugo budna, ja volim kad je igra gospodar i sluga, ja volim kad si tu, ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane jedina želja da si opet tu. Шумо песниче, човече. Нели? Ме потсеќа на некоја песна друга, ама не ми текнува се на која песна. Малце ми нешто познато ми дојде кога слушнав преге, ама многу го песниче. И многу лабаво. Да си го пееш некаде? Да. Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim kad si sa mnom predugo budna, ja volim kad je igra gospodar i sluga, ja volim kad si tu, ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane jedina želja da si opet tu. Песниче. За мерак. Не е за џабе да ти кажем право, не се концертите џабе, Гледаш? ама Да. и тоа што го чув од него, онака и по сториња се гледа дека и тоа што го видов се гледа Квалитетен. дека е пред се искрен музичар, да Многу, речем, многу. што е многу ретко А денешно време. позитивен е, 100% е позитивен, така да... За мерак. Кажи ми, да не има нешто со него да очекуваме во албум или не можеш да откриваш Па албум уште не, ама вака детали? не знам што носи Не животот. можеш да знаеш. Тиктокот ако го види, не можеш да знаеш. Абе тој тикток е опасна работа. Колку е добар, толку е лош, знаеш, сака старите што викаат, знаеш, не гледајте телефони, ама Абе, уствари па добро. еве немаше, ако не беше тиктокот, немаше да седам тука. Не, реално најубав алгоритам има од сите социјални мрежи. И јас ме тера одамна, направи тиктокот кој излезе. Не бе, аз ќе се замарам со тиктоци. И го отворив еднаш, погледав малце и реков за мајтап ќе снимам нешто и на мајтап снимив. Еве и на мајтап тука. И на седиш. мајтап, еве сме тука сме сега, така. Секако короната беше тоа, што немавме нешто многу работа музичарите и така некако на мајтап на смеја, па тргна приказната. Знаеш дека тој период сварно кај сите така беше. Става само не знам. Музичарите посебно го доживеавме тоа генерално. Тешко е човек. Се пронајдовме Дома себе. не те поднесуваат више, та клавира денг, гитарава, Да. се дереш. Не, ако, супер е тоа. Супер е, баш ми е драго што е тргнала приказната и супер е што, например, те приметили во Србија, што почнало и натаму да се развива, пошто знаеш како овде кај нас имаме еден таков менталитет, кога ќе те признат надвор, после тоа Прифатен си некако тука. полесно те прифаќат тука. Ако ќе си само тука, еве, пример, Да. со Тоше беше истото. Да, истото. Мислам, Тоше беше познат тука. Ама ако излезе во Србија, е ту, сега наше Тоше. Знаеш што, човек, многу ми е жал, јас сум не знам сурово искрена и онака цел живот сум била спремна за шоу бизнес и све остало, али колку и да е болно, колку и да е тешко, колку и да го сакам нашиот народ, и јас колку и да се сакам, значи се тоа заедно вака во една вклопка, кај нас за да успееш, или треба да те прифатат на страна, да се вратиш тука па да бидеш некој нешто, или треба да умреш па после да сватат колку си вредел. Многу ми е жал, човек, што е така, За жал. не знам како да ти го доловам тоа, ама јас искрено се надевам дека не мора да доеме сите до тој степен после нас да се слушаат нашите дела, него малце да искористат еве дека сме живи, здрави, стекни, весели тука. Да се поместиме малце. Што пешти добар? Онака туку што прат стари. Мора да го кажам, еве негде мора да се каже. Не, ако убаво што го рече, ти кажам право, и јас го имам речено претходно. Жално е, значи, стално вредноста на луѓето ја гледаме кога ќе ги нема поќе.
небитно, не се работи само за смрт и општо, пример во врски, во Да. шо и да е. Сваќаш што си Обично кога ќе изгубил. изгубат некој луѓето, тогаш сваќаат што имат изгубено. Никој не гледа да го цени нешто до друго има. Па ти текно е за Тоше Моабетот, Тоше наш пејач, нели, отиде у Србија, пее, аве, тој српски вака, така, после кој наше Тоше, наш, текнува. Не, Не е мене беше јако со Евровизијата со Тоше, оти сакаа да го пуштат србите и после се степавме ние, не, да. Македон, ние ќе го пуштиме. Што не ви текна порано, Сега. малце. Знаеш, многу е чуден, Требаше не знам, човекот сите чуден песни да народ. ги преведи на хрватски за... Не, чуден народ сме, ама се Ама, надам не, дека... знаеш што? Врти случаи добри луѓе сме. Не е дека сме лоши луѓе Не сме. како луѓе, како народ. Ама си имаме некој чуден табиетли сме. Си имаме. тоа Први е- сме да осудиме, први сме да кажеме, ама уствари па кога ќе дојде нешто, па и први сме да се одбраниме. Се сакаме. Кузне како да речи човек, знаеш како? Што и да кажеш, крив си. Како сакаш сврти, тоа е. Кој те праша работата? Во преако, да нема нешто што не те прашав да сакаш да го кажеш, кажи ми. Да кажам. Шо го те Не, прашав. ова како да... Да нема нешто што сакаш да кажеш што не те прашав. Сега мисли се ти што да те прашам. Да. Не, фала што ме праша. Па, еве што ти кажам, еве ќе бидам за брзо гостин на еден концерт во Србија. Опа. Сега не можам да Ајде. кажам кај кого што како, зашто уствари гледаш цело време чепкаш да морам да кажам, а не ќе да кажам. Абе аз така се Таков водат си. прашањата, аз не дека Што со направиш? намера, мислиш имам спремено нешто Не. прашање, така. Од Поѓутури, познанство, лабаво, да. лабаво. Да, ете тоа ќе бидам гостин на еден концерт, ти викам, и исто така, пошто сум често и гостин на настапи на дел од српската естрада, еве со Театировиќ, Аца Лукас Џејла и така натаму, ќе имаме уште неколку такви настапи во држава, каде што ќе објавам се на Инстаграм кога, каде, како и зошто и со кој, ама најскоро што ќе дојде ќе биде тој мој настап Момент. на кој ќе застана. Тој мој кој ќе се каве, значи Да. кој ќе застани, готово. Бој. Тоа. Значи ги слушнавте имињата што ќе бидат со работките сега. Малце немој да мислите дека не ги слушнав, се шалам. Се шалам. Во секоја лага има пола и вистина. Не можеш да знаеш, јас затоа викам. Чуден Човек треба да си чита меѓу редовите помалце, да си пронаоѓа по нешто. Кажи ми дали сакаш да маниме нешто за крај пред да бегаме, нешто Да. немислено, непробано нешто. Не мислам на пробам. Поѓутуре онака скроз. Ајде 1003. 1003. Од каде? Мислам емол, ама не емол, ај малце пониско да ми. Демо, Ами. например. Например. Малце нешто имам, ама не е страшно. Кој разбира. Па каже. Па леле, па кажи, маве. Па вели. Ти си за мене поклон с неба, све оно што ми треба, кажеш да си само мој. А осеќам да криеш од мог сонца својim тамно страно срца, на кој важи само број. Ей, 1003 жена у џепу имаш ти, а ја сам тамо, само една од нив. Себе кажњавам, страхом од љубави, ја знам да би ти била една, ал доволна. Втора строфа терама. И ти утоку сигурно пред сима боиш се долина cijeli život svoj. S tobom moji poznate se dani, kad mi ljubav dušu hrani, za tebe ja sam samo broj. Ej, 1003 žena u džepu imaš ti, a ja sam tamo, samo jedna od njih. Sebe kažnjavam strahom od ljubavi, ja znam da bi ti bila jedna, a dovoljna. 1003 žena u džepu imaš ti, a ja sam
песничи. Подруга. А стварно сме невежбани, терало случајно. Абе, шо има врска? Зато лабаво се вика емисија. Стварно ти е лабаво, искрено, многу пријатно се чувствував, така да стварно ти е Баш, лабаво. баш ми е мило. Да ти Како кажем. дома? Да, ами технички Дома. дома сме, да. Многу ми е мило што обично го слушам овој муавет од колегите, од кога ќе дојдат ми викат шубо, знаеш, друго е на телевизија кога ќе одиш Да. малце се стегна тоа овде лабаво си правиме муавет. Дори не ги ни гледам камерите, онака цело време тебе гледам, некој баш ми е. Знаеш, уште појако, Комуваци што правиме. многу луѓе не ни познават дека пример ова е камера. И ќе ми рече на крај, шо бе, и то снима? И то снима, знаеш, и многу е јако Пријатно е, стварно е пријатно. кога ќе немаш луѓе да ти висат вака, е многу полабава атмосферата. Вистина. И телевизијата вистинска се вика, иначе шубо се погоди мавето. Вики, убав именјачка емисија си Виктор и направивме. Викторија? Да. Уба емисија си направивме. Супер. Фала ти што ми дојде од Скопје до тука Не, леле. со гуми дупнати попат со 300 чуда. Ќути, јас ти реков со превоз веќе тешко. Пешки да тргнев порано ќе стигнев. Ќе ме пречекаш онде кај Прилеп. Значи, да, едно магарче да си земеше, побрзо ќе стигнеш, Страшно. ама нема врска. Како и да е, фала ти што ми дојде, се надевам ти на тебе. дека тоа што сакаш ќе си го оствариш, те гледам дека ќе си го оствариш ти. Чим си ја работиш работата си влезена вака со мера кептен. Со Господ напред. ќе Немаш видиш. гајле, се ќе биди и се надевам дека ќе имаме вака пак прилики да се дружиме, да Јас ни сум увек кажуваш за, јас новости. бев иницијатор за емисијава, да се знае. Јас. Ти беше, нема збор. Ми имаше пишано еднаш два Да, пати одамна, предходно. да. Ама ајде бе, кога ќе снимаме. Да, и јас стално, знаеш, обично најако е што пример кога ќе пишат луѓе, тогаш сите пишат. И има периоди кај што нема никој. Да, Значи ги не можеш бараш и човек викаш, да не мога најдеш. дојди. Да. И многу е терсене во Македонија луѓе да договараш, ама тоа е. Кај Еве, јас сама се договорив, дојдов. тука сме, супер е тоа. Значи така треба да биде, пошто кога ќе сакаш да го промовираш нештото, уствари треба ти да иницираш работата и да го Така, да. промовираш. И на крајот на дено треба сите телевизии да се отворени, сите треба да имат вакви емисии. Треба. Кај што Можеш да испееш во живо, можеш да направиш Да. лабав муавет за твојот Да, живот, а не да. само за кај некој. што ќе можеш да си промовираш, а не само на утринска Така е, да. и само политики некои да се водат по тие телевизиите таму и да нема музика. Па еве да им одговорам сега на мојот тим, што ме прашува зошто баш тука, зошто кај Виктор, зошто толку се напна да гостуваш тука. Одговори овде. Одговорот е во сите уствари овие муабети што ги направивме и во квалитетот на звукот што моментално ќе ослушнете во недела. Сега уште ако го расипам квалитетот на звуко, тешко мене. Не, немој за мене да волам. Да. Бо шубо. Фала ти уште еднаш што ми дојде. Фала ти на тебе што ме угости вака пријатно. Само убајни понатаму. Исто, и јас на тебе ти посакувам да си продолжиш вака креативно, како до сега, така и од сега. Благодариме и благодариме и кај вас, драги гледачи. Не знам оти до сега драги ви неам речено. Ако има некој драги, поздрав и до него. И се надевам дека ќе ни дојдите пак наредна недела во 18 часо да си полабавиме кој што си лабавевме денес. Поздрав и имајте убав ден.